Благодарам, почитан подпредседател, благодарам за прашањето. Прво, да ви кажам дека безбедноста во Македонија се зголеми на 1 јуни 2017 година, кога бандитите заминаа од власт. И тоа може да ги пресите граѓани на Република Македонија, дека од тој момент безбедноста е драстично зголемена. Министерството за внатрешни работи го превземав со 23% доверба во Министерството. Сега, опсе, за статистика, од 75% верба во Министерството за внатрешни работи. И многу е лесно да излегувате и да кажувате лажни вести. За тоа сте експерти, посебно вие од ВМРО-ДПМНЕ, и вие, госпоѓо Затуровска, заради тоа што вие бевте поддржувачи на сите политики кои што допринесуваа за општо народна плячка. И таа општо народна плячка, која што ја гласавте 11 години, сега гласате како да се спречи да се суди. И аз ќе ви кажам неколку факти и податоци, кои што не се мои факти и податоци, измислени како вие што ги измислувате, туку факти и податоци кои што се базираат исклучиво на факти и податоци во статистиката на Министерството за внатрешни работи за многу прашања кои што овде ги споменавте. Само за кратко околу тоа поделбите 50-50. Само за таа работа ве бива. Како да делите 50-50. И слушавме во разговорите 50-50 или 5% од автопатишта, 50-50 или проценти од било кои тендери, и очекував дека ќе бидете доблесни пред граѓаните да кажете колку тоа 50-50 па и во вашиот джеб, во вашето семејство и така натаму и така натаму. И тоа треба да им го кажете на граѓаните на Струга. Еве неколку факти и податоци кои што сакате да ви ги кажам. Ако говориме за исчезнати лица, лажна вест е, ја злоупотребувате ситуацијата, правите фама во јавноста и на тој начин мислите дека нешто ќе постигнете. Во 2014 година, кога власт е ВМРО-ДПМНЕ и премиер е Никола Груевски и министер за внатрешни работи е Гордана Јанкуловска, пријавени исчезнати 554 лица во Република Македонија. 2018 година, кога министер за внатрешни работи е Оливер и премиер е Зоран Заев и СДСМ, 370 лица пријавени за исчезнати. Ова се бројки, вие можете да ги толкувате, веројатно математика, знаеме сите ние и таа е основа. Второ, во делот на економскиот криминал има зголемување на кривичните дела и за тоа сакам да знае македонската јавност дека е благодарение на вас. Мислам на припадниците на ВМРО-ДПМНЕ, кои што носеа позиции до сега и тука се зголемија многу, некаде за 25% кривичните дела откриени за злоупотреба на службената положба и овластување, во кое што откривачката дејност е зголемена за 40,5% и нашите функционери злоупотребиле 1,4 милиарди денари народни пари на граѓаните на Република Македонија. Ако зборуваме за делот на компјутерскиот криминал, исто така откривачката дејност бележи зголемување некаде за 30%. Еве, ако сакате да говориме за кривичните дела против животот и телото. Во овој период имаме намалување за 37% на убиства во Република Македонија. Значи, случајни убиства во 2018 година се 17, за разлика од 2017 година, во која што 6 месеци ние го предводевме Министерството, имате 27. Фала Богу што не убивте овде во собранието тогаш, таа бројка ќе беше уште поголема и уште потешка за македонската јавност. Понатаму, кога говориме за други дела, за кои што вие ги спомнавте, например, говориме за тешките кражби. Најзастапени од вкупниот број на кривични дела или на имотни деликти,
ако гледаме процентуално 2017 и 2018, имаме намалување на вкупниот број на кривични дела за 1,2%. Од кои што најзастапени се тешките кражби. Намалувањето кај тешките кражби е за 4%, односно, ова година имаме 10.788, минатата година 11.229. Од нив се расветлени 2.172 кривични дела и се преземени мерки на кривичен прогон против 3.923 сторители. Ефикасноста 21% во откривачката дејност. Не како што лажете од оваа говорница дека е 2%. И тоа е лажна вест, измислена. При тоа сакам да потенцирам кои се откриени тешки кражби, како едни од најголемите. Сефовите на Шпасе банка, на Централна кооперативна банка во Скопје, кои што беа од организирана криминална група меѓународна ограбени. Ако говорите за разбойништвата, имаме намалување, односно, оваа година, 2018, се извршени 383 разбойништва, во споредба со претходната година, во која што имало 417. Не ви ги читам од 2012, 2013, 2014, да не паднете во несвеси вие и граѓаните на Македонија. Постигната ефикасност на откривачката дејност е 29,1%. Исто така, овде се работи за расветлување за неколку кривични дела кои што се однесуваат на банки и така натаму и така натаму. Кога говориме за недозволената трговија со дрога, оваа година, 2018 година, Министерството за внатрешни работи во борбата против недозволената трговија со дрога постигна најдобри резултати во изминатите 10 години на откривање. Откриените кривични дела и сторителите бележат зголемување за 43%, при што се откриени вкупно 789 кривични дела и се преземени мерки на кривичен прогон против 906 сторители. Тоа е најголемиот успех. При тоа сакам да го подкрепам овој факт дека во откривачката дејност е откриено и спречено 11 меѓународни транспорти на дрога и опијати, од кои што еден е за кокаин, 10 за марихуана и се превземени мерки за кривичен прогон против 38 лица. Ако говориме за недозволена трговија со оружје, исто така, ова година се откриени 188 кривични дела, кривично се пријавени 203 сторители и 2 правни лица, запленети 167 парчиња огнено оружје, 5382 парчиња муниција и 27545 петарди. Откривачката функција во 2018 година, во однос на претходната година, бележи зголемување за 35%. А додека бројот на запленети парчиња на оружје бележи намалување за 12%. Ова се факти кои што не можеме да ги побиеме. Во однос на сојбите со јавниот ред и мир, неколку само ќе напоменам што се многу важни, инаку можеме да ги споредиме сите податоци. Во работењето и посветеноста на полицијата, постојаната состојба на соодветно постапување придонесе стабилна и безбедна средина во училиштата, при што во 2018 година не се регистрирани настани во училишта во кои што е употребено насилство или е пукано од огнено оружје. Не е факт за ваква ситуација порано. Статистичките показатели говорат дека и бројот на прекршоците во делот на јавниот ред и мир бележат исто ниво како што е била и во мината година, а мината година имаме
намалување. При тоа се прават, односно се зголемени надзори на многу субјекти кои што треба да бидат контролирани и на основа на тоа да се превземаат соодветни мерки. Така да, ако се го споредувате на една мирна и стабилна ситуација, во однос, да кажеме, настаните на 9. мај во Куманово, кога направивте циркус од државата и загинаа 8 полицајци, или ако го споредите со настаното 27. април во кој што извршивте удар врз Уставот на Република Македонија и уставниот поредок, вие треба да бидете засрамени, да излезете денеска да им објаснувате на граѓаните дека биле по-небезбедни од периодот кога вие сте биле дел од оваа власт во Република Македонија. Ви благодарам. Дали пратеничката е задоволна?